почнува во локалните заедници. Онаму каде што граѓаните секојдневно работат, се движат, живеат, дишат. Онаму каде што младите се образуваат и ги подготвуваме за иднината. Токму затоа ни представува особено задоволство што денеска ќе ја најавим имплементацијата на два значајни проекти, во чиј фокус се токму локалните самоуправи. Првиот проект ќе работи на справување со загадувањето на воздухот во 5 општини, додека вториот е насочен кон унапредување на капацитетите на општините за реализација на инфраструктурни проекти и поддршка на рамномерниот регионален развој. Почитувани министри во владата на Република Северна Македонија, почитуван господин Атарок, почитуван постојан представник на UNDP, почитуван директор на Бирото за регионален развој, почитувана извршна директорка на ЗЕЛС, драги колеги и пријатели од медиумите, добар ден и добре дојдовте на презентацијата на програмската рамка за соработка помеѓу Шведската агенција за меѓународна развојна соработка СИДА и програмата за развој на Обединетите нации UNDP, преку која во наредните 3 години ќе се реализираат проектите справување со загадувањето на воздухот и градење на општинските капацитети за имплементација на проекти. На самиот почеток би сакала да кажам дека секогаш се големи надежите и мотивираноста кога започнуваме еден ваков проект, односно во случајот два проекти, а особено кога овој проект, ваквите проекти ги спроведуваме со повеќе партнери. Во случајот две министерства кои што имаат, едното има директна надлежност со единиците на локална самоуправа, а другото со години наназад и годините пред нас секако ќе се труди да помогне на единиците на локална самоуправа во имплементација на законите од областа животна средина, во конкретниот случај во имплементација на законот за воздух. Она што особено не радува во рамките на и што треба се постигне во рамките на овие проекти е дека секако ќе се покаже комитмент, односно она што општините ќе можат да работат директно на имплементација на законите од животна средина, што ќе можеме да видиме спроведување на мерки кои што ќе го намалат загадувањето на воздухот, односно митигациони мерки, но и она што многу е битно за нас дека ќе помогнат во подигнување на јавната свест и секако во промена на однесување на граѓаните, бидејќи воздухот е делот од животната средина кој што е многу значаен за здравјето на секој граѓанин поединечно и секако и за целата држава, бидејќи кога зборуваме за воздухот, мораме сите да бидеме свесни дека намалувањето на загадувањето на воздухот е долгорочен процес. И секоја помош во рамките на нашите партнери, билатерални партнери, во случајот Шведска, имплементиран преку една од агенциите на Обединетите нации, ни помага во справување со овој проблем. Секако, ова само решава делот проблемот. Мораме да бидеме свесни дека секако понатаму мораме да продолжиме со многу нови мерки и активности кои што ќе ни помогнат во решавање на намалување на загадувањето на воздухот. И јас тука би завршила во овој дел и секако и останатите колеги ќе дадат придонес кон овој прес. Благодарам. Министерството за локална самоуправа е партнер на UNDP подолг период на поголем број проекти кои што ги имплементираме. Се разбира, ќе биде партнери во проектот градење на општинските капацитети за имплементација на совети, односно втората фаза од овој проект. Министре Пенов, повелете со вашето обраќање. Благодарам. Ние денес започнуваме еден за нас многу значаен проект, со кој една од најслабите карики во развојот на општините ќе успееме барем делумно да ја пополниме, а тоа се однесува на формирањето, креирањето, изготвувањето на техничка документација за проектите на општините кои преку UNDP ќе бидат избрани, финансирани, изработени и подготвени низ процедурите кои ги бараат меѓународните институции за
аплицирање за финансиски средства за решавање на проблемите на граѓаните во општините. Повторно ќе речем, тоа е многу значајна карика за развојот на општините. Наша задача ќе биде да ги поттикнеме општините да аплицираат со проекти кои ќе разрешуваат посериозни, пошироки, покрупни, да не речем регионални проекти, да не бидат насочени кон микро проекти инфраструктурни кои решаваат ситни општински проблеми, водоводи и канализации, туку ова е шанса да добиеме техничка документација за разрешување на пошироки општински проекти. Ние како влада во овој проект преку Бирото за регионален развој учествуваме со $500,000 во вкупниот проект кој што е $2,600,000, од кои $1,500,000 се насочени за овие изработка на техничките документации за овие проекти кои во иднина треба да се имплементираат. Изразувам благодарност до шведската влада преку амбасадорката на Шведска и на UNDP и нивната канцеларија амбасадорот, кои ги насочуваат своите ресурси, знаења кон разрешување на овој тип на проблеми. Благодарам. Шведска е долгогодишен партнер на канцеларијата на UNDP во земјава и практично Шведска преку својата агенција СИДА е главен финансиски поддржувач на овие два проекти кои што ги промовираме денес. Го поканувам господин Микал Атерок, раководител на одделот за развојна соработка во СИДА. Господин Атерок, повелете. Thank you so much. Sweden has been an active supporter of активен поддржувач на развојот на Северна Македонија уште од раните 2000-ти години во споставувањето на билатералната соработка за реформи во 2018 година. Со тоа Шведска потврди дека е искрен партнер на процесот на пристапување на земјата во Европската Унија. Како еден од најголемите билатерални донатори, Шведска преку СИДА поддржи проекти кои што се фокусираат на реформи во областа на демократијата, човековите права, владењето на правото, еднаквоста, климатските промени и животната средина и инклузивен развој со речиси 7 милиони евра годишно, кое што не прави еден од најголемите билатерални поддржувачи на земја. This new form of cooperation with UNDP and the partnering institutions demonstrates the commitment to utilize synergies and work more efficiently. We are happy to support an и поефикасното работење. Поддржуваме еден поиновативен пристап како овој, каде ги засилуваме капацитетите на секоја од засегнатите страни. Ова е нов билатерален пристап и за Шведска и има голем интерес од нашата централа за развојот на овој пилот проект. Со нетрпение особено очекуваме како ова партнерство ќе создаде услови за локално носителство на резултатите и алатките кои што ќе бидат создадени преку овие проекти. Важна компонента е градењето на локалните институции и зголемување на нивната одговорност во имплементацијата. Ви благодарам многу. Чистата животна средина и поддршката на локалниот развој се помеѓу клучните заложби на кои што програмата за развој на Обединетите нации работи подолго време во земјава. Токму затоа го поканувам сега да ни се обрати постојаниот представник на UNDP, господин Армен Григорјан. Повелете. Thank you very much, dear Minister. Ви благодарам многу, почитувана министер Шукова, почитуван министер Пенов, господин Атерок од СИДА, од шведската амбасада, господин Реджепи, господја Перишик.
UNDP ги поддржува општините во Северна Македонија повеќе од 2 децении и соработуваме со сите општини во земјата и во моментов активно сме партнери со околу 60 општини. Задоволство ми е денес да го најавам лансирањето на програмската рамка за партнерство со Шведската агенција за развој СИДА и UNDP, кој што ќе ја врами имплементацијата на 2 особено важни проекти поврзани со националните приоритети на земјава, кои се фокусирани на општините. Важно е да се посочи дека програмската рамка беше воведена како резултат на успешното имплементирање на првите фази од овие проекти. Зголемувањето на активностите за справување со загадувањето на воздухот и градењето на капацитетите ќе биде спроведено во соработка со Министерството за животна средина и локална самоуправа во 5 општини: Кавадарци, Куманово, Струмица, Струга и Гостивар. Проектните активности ќе обезбедат поддршка на локалните власти за детектирање и мерење на изворите на загадувањето на воздухот, идентификувањето на соодветни мерки за справување со проблемите и спроведување на активности за намалување. Во овие општини ќе се трудиме да воведеме еден научен пристап кој веќе се покажа како ефикасен. Ќе доведеме знаење, наука и институционална помош, визија и оптимизам за да се справиме со проблемот на загадувањето на воздухот во земјата и особено во овие 5 општини, користејќи современа опрема која што ја набави Шведска за оваа цел. Универзитетот Гоце Делчев од Штип ќе спроведе студија во 5 градови за да ги одреди изворите на загадување со воздухот. Секој од 5 општини ќе добие средства за имплементација на мерките кои што ќе се справуваат со загадувањето на воздухот. Проектни средства ќе бидат одделени за имплементација на барем една приоритетна мерка во секој град. Приоритетните мерки може да вклучуваат, но не се ограничени на заменување на системи за грејење во училишта, во градинки, мерки за енергетска ефикасност во јавните објекти, зголемување на бројот на велосипедски патеки и зголемување на урбаните зелени површини. Кој што се однесува до втората фаза на проектот, градење на капацитетите, проектот ќе се фокусира на техничката документација и незиниот развој, помагајќи им на општините во развојот на локални проекти и планови за развој. Фондот за техничка документација е централна и компонента која бара најмногу инвестиции во заекнувањето на националните институции кои што и го спроведуваат това, особено Бирото за регионален развој. Неговата цел е обезбедување средства и друга поддршка за општините во идентификувањето и имплементирање на сложени проекти за развој од клучно значење за локалните заедници. Индексот за општински развој истовремено е одлична алатка за определување на инвестицијските приоритети на општините во зависност од нивните перформанси за развој. Тој поставува цели за следење на перформансите на напредокот во исполнувањето на целите за одржлив развој на Обединетите нации во општините. Проектот исто така цели кон подобрување на локалниот систем за планирање, због сакал да им изразам искрена благодарност на владата на Шведска и на граѓаните на Скопје кои што ни помогнаа во разработката на оваа иницијатива. Исто така би сакал финансиски
овој проект заедно со UNDP. И би сакал да им посакам на сите нас квалитетна имплементација и со нетрпение очекувам да дискутирам за ова и во иднина. Ви благодарам. Го поканувам да ни се обрати директорот на Бирото за регионален развој, господин Рамис Реджепи. Повелете. Добар ден на сите, почитувани амбасадори, почитувани министри, почитувани присутни, медиуми. Денеска ми е особено чест и задоволство што ќе бидам партнер за имплементација на еднот проект што го објавија претходните говорници. Како што е назначен и проектот за јакнување на општинските капацитети, Бюрото за регионален равномерен развој ќе ви стои на располагање на сите општини за да овој проект да биде целосно успешен и да биде реализиран на време. Пошто Бюрото и сега им помага на општините за аплицирање, за конкурирање, за консултации, за секакви потреби на општините. И со овој проект што е многу значаен за општините, многу ќе придобиват од овој проект, пошто како бюро, како институција сме детектирале досега дека на општините им недостасуваат големи проекти што би можеле да аплицират и во поголемите фондови од Европска унија и повиците, односно и па фондовите што во иднина ќе имаат повици. Така да ние како бюро ќе им стоиме на располагање со сите наши капацитети што го имаме, нормално и во соработка со UNDP, шведската агенција, што овој проект да биде реализиран на време. Еве како што веќе можам да најавам дека првиот повик ќе бидат до половина на идниот месец, што ќе бидат повик 4 проекти, односно проектна документација со $75,000 и 6 повик, односно 6 ќе финансираме 6 проекти со по $35,000. Првата година ќе биде објавена од страна на UNDP, односно ова година во соработка со Бюрото, втората година ќе биде повикот од страна на Бюрото во соработка со UNDP, третата година ќе биде објавено самостојно од Бюрото за регионален равномерен развој. Така да би сакал да им се заблагодарам на UNDP и од шведската амбасада, СИДА агенцијата за големата поддршка што ни го дава, односно овие добри проекти што ќе ги правиме во иднина, се надевам дека ќе придонесуваат во регионалниот и во подобар живот на нашите граѓани. Благодарам. Заедницата на единиците на локална самоуправа или она кој сите подобро го знаеме како ЗЕЛС, е исто така важен партнер во овие два проекта, со оглед на тоа што станува збор за едно тело кое што ги обединува сите 81 единици на локална самоуправа во државата. Затоа, за крај на ова денешна презентација, ја поканувам да ни се обрати господица Душица Перишич, извршна директорка на ЗЕЛС. Повелете. Благодарам, Мирко. Као што гледате, джендер баланс има овдека, почнавме со жена и завршуваме за жена, да не рече некој дека не сме воедначени. Се заблагодарувам на можност да бидам дел од остварување од овој проект и сакам да кажам дека ЗЕЛС како невладина организација во која членуваат сите единици на локална самоуправа, даде поддршка уште при спроведување на првиот дел на проектот за техничка документација, заради тоа што мислиме дека помош во овој дел е многу важен за општините и многу ми е драго, морам да признам, дека еве и вториот дел ќе се спроведува во наредниот период и ќе им помогне, особено на малите локални самоуправи, да се развијат, да излезат со одредени проекти, како што рече министерот Пенов, да се обидеме регионален аспект да им дадеме на сите тие технички проекти, а да не се задржиме на некои минимални водоводи, канализации, чешмичиња и слично.
А вториот проект кој што се однесува на загадување на воздух во 5 општини кои што се наведени во проектот е можеби значаен, но уште подобро е тоа што ЗЕЛС веќе почнува спроведување на проект кој што ќе се однесува на цела Македонија и кој што ќе има во предвид како да се заштити загадувањето на цела територија. И мислам дека некаква симбиоза помеѓу овие два проекти многу добро би дошла да помогнеме не само на 5-10 општини, него да се обидеме со промени и измени на закон, да помогнеме на цела држава со цел спречување на аерозагадувањето и веќе сме во одредени преговори со министерката Шукова да работиме заедно на нов закон кој што ќе ни помогне во тоа. Благодарам на шведската амбасада, благодарам на UNDP што влегоа во оваков проект, благодарам на владата што го прифати предизвикот и што реши да влезе во имплементација на оваков проект, а ние, како и Бирото за равномерен регионален развој, сме секогаш на страна на општините, заради тоа што да бидеш на страна на општините значи да бидеш на страна на граѓаните, кој ги користи услугите кои ги даваат општините, се разбира граѓаните. Со тоа ми се чини дека ќе го направиме животот на граѓаните многу подобар и многу поприфатлив. Ви благодарам.